Денеска верниците го слават еден од најрадосните христијански празници Благовестие или Благовест. Според Светото писмо, тоа е ден кога на Богородици се јавил архангелот Гаврило и рекол дека со посредство на Светиот Дух и во благословена состојба и дека ќе роди син. Светата православна црква денес го чествува споменот на Светото Благовештение, односно добивањето на радосната и благата вест која што е за спасение на сите луѓе, дури и како што сведочи самата химнографија, денес е почетокот на спасението, бидејќи од Адама па се до појавата на Христос, светот живеел во огревовеност, па уште од протерувањето на Адам, нашиот Господ и Спасител дава ветување на нашите прародители дека ќе дојде Спасител кој што ќе го избави човекот од гревот и од смртта, па токму затоа овој ден се смета за почеток на тоа спасително дејство кога ангелот Гаврил се јавува на светата владичица наша Богородица и соопштува радосната и благата вест дека од неа ќе биде токму роден Спасителот, оној кој што ќе не спаси од гревот и од смртта. Тоа знаеме дека е ликот на Бого-човекот Господ Исус Христос. Повеќе за овој настан опишано во Евангелието на светот апостол Лука, имено се вели дека Богородица додека читала токму делот кај пророкот Исаја, каде што се вели ете девојка ќе зачне и ќе роди син, и кога почела да размислува како е возможно девојка, знаеме во терминологијата се означува лице од женски пол кое што не е искусна со маж, па така и било чудно како може безсемено да се зачне, па токму во тој момент и се јавил ангелот Гаврил кој што поздравил со радосниот поздрав, радувај се благодатна и соопштил дека токму од неа поради незината чистота ќе се роди Спасителот на светот, оној кој што ќе ни избави од смрт и од гревот. Благовестие спаѓа во редот на богородичните празници и во календарот е обелешен со црвено, што значи дека на овој ден не треба да се работат тешки работи, а жените не треба да шијат и да перат.